Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Над 15.000 средношколци во земјава ја полагаат државната матура. Од нив 1256 во општина Тетово. Пуштено во употреба реконструираното полициско оделение во Ростуше, за што се потрошени околу 5 милиони денари. Со положување цвеќе пред спомен плочата во Гајре оддадена почит на загинатите бранители во конфликтот во 2001 година. Над 15.000 средношколци во земјава денеска го полагаа првиот испит од државната матура. Од нив 1256 на територијата на општина Тетово. Надлежните со оцена дека процесот се одвивал без проблеми. Со маски, дистанца и со посебни протоколи, денес учениците од средните училишта полагаат државна матура за јунскиот испитен рок. Првиот екстерен испит е мајчин јазик, кој е задолжителен за сите 15.294 кандидати, колку што се пријавени во оваа учебна година. Полагањето започна во 10 часот и траеше околу 3 часа. Председателот во заминување на Сојузот на средношколци Бленди Ходаи со оценка дека полагањето поминало без проблеми, а договорот кој го имале со надлежните бил почитуван. Најави нов концепт на државната матура за 2 години, со кој би се подобрил образовниот процес. Сојузот на средношколци заедно со експерти на Светската банка и на другите образовни институции во државата го имат креиран новиот концепт за полагање на државната матура, што треба да се имплементира од 2023 година. Значи, после 2 години, кога ќе треба да се вратиме веќе во нормала како држава поради пандемијата што го имаме. Ќе има повеќе предмети, да кажам, за полагање, за да го покренеме квалитетот на образованието во нашата држава и исто така да се прават, да се диференцират тие ученици што сакат да продолжат веќе во факултет, во универзитет, пошто тоа ни е многу важно како држава да креираме да креираме генерација што знаат што сакат да продолжат во факултет, а не само да се запишат за да завршат еден факултет и да земат една диплома. Токму во Тетовската гимназија Кирил Печиновиќ, каде учи и Ходаи, денес испитот го полагаат 262 матуранти од вкупно 1256 на територијата на општина Тетово. Во сите средни училишта беа спроведени сите подготовки и протоколи, велат надлежните. 1256 тетовски матуранти денеска успешно го полага првиот дел, значи екстерниот испит по мајчин јазик, и беа почитувани сите протоколи кои што важат за време на пандемија. Училиштата беа подготвени и од гледна точка, од техничка гледна точка, но и со подготовка на учениците да се достигне што е можно по-добар резултат. Сме ги преземале сите мерки заштитни против пандемијата COVID-19. Дезинфекцирани се сите површини на гимназијата Кирил Печиновиќ, и ходниците, и учелниците, и клупите, и столиците, туалетите, канцеларијата на професорите. Сите тестатори се присутни, не отсуствува ни еден тестатор. Во влезот на гимназијата се мери температурата на секој ученик. Секој ученик има заштитна маска со себе. Според податоците на Државниот испитен центар во земјава од вкупниот број пријавени, 7050 се од гимназиско образование, 7983 од средно стручно образование и 261 од средно уметничко образование. Македонски јазик и литература полагаа 10.848 кандидати, албански јазик и литература 4078, а 272 турски јазик и литература. Вториот екстерен испит кој е изборен е закажан за 11 јуни.
Министерката за образование Мила Царовска истакна дека денеска е значаен ден како за матурантите, така и за образовниот систем и оти како држава покажавме дека можеме да имаме образование кое што во континуитет се одвива целата учебна година и во време на пандемија. Денеска е многу значаен ден, како за матурантите, така и за образовниот систем. Покажавме дека како држава можеме да имаме образование кое што во континуитет се одвива целата учебна година и во време на пандемија, но исто така покажавме и дека знаеме и можеме безбедно да спроведеме матурски испит, што укажува дека се одржуваме во стандардите кои што се дел од европските и земите кои што се развиени. Матурата е значаен чин, заради тоа што тоа е на некој начин заокружување на еден степен на образование, и токму затоа денеска им посакувам среќа и многу знаење на сите матуранти. Денеска успешно да го завршат првиот задолжителен испит и многу среќа на вториот испит, кој што е исто така екстерен, секако и на интерните испити. На овој начин тие ќе направат заокружување на своето образование и ќе имаат можност да изберат понатаму каде ќе го продолжат високото образование или можеби дел од нив ќе одлучат дека директно ќе се вклучат на пазарот на труд. Јас укажувам дека е значајно да тие согласно својата волја го продолжат образованието, своите знаења, афинитети, но да ги разгледаат и сите оние можности кои што ги нуди нашата држава понатаму за нивни развој и напредок. Со положување свежо цвеќе пред спомен плочата во Гајре им беше оддадена почит на петмината армиски бранители кои загинале за време на конфликтот во 2001 година. Навршуваат 20 години од загинувањето на петмината припадници на безбедносните сили од гарнизонот Тетово во конфликтот во 2001 година. Свежо цвеќе пред спомен плочата на загинатите бранители во Гајре положија представници од Одборот на бранители, делегација од командата на гарнизон Тетово, општинските комитети на ВМРО ДПМН и СДСМ од Тетово, како и членовите на навивачката група Војводи од Тетово. Исак Руфати, постарводник од село Одри Тетовско. Владко Сотир Миленковски од Битола. Благојче Никола Силјанов од Битола. Пеце Благоја Митичевски од село Новаци Битолско. И Колјо Ѓорѓи Китанов од село Сарај Струмичко. Тој ден безмилосната рака на злото вечно го зацрни ова место. Докажаа дека името през името, националноста и верата не го чина човека, туку почита и лојалноста кон своето, кон нашето заедничко. На 20 годишнината од загинувањето сведочиме за несебичниот однос кон повикот на татковината и низината одбрана од агресијата на тероризмот. За сите загинати бранители во конфликтот во 2001 година во Тетовското подрачје се уште нема спомен обележје, а председателот на Одборот на бранители, Марин Најдов, нагласува дека тоа се должи на незаинтересираноста на државата. Во еден период, оние кои што ја ствараа државата ги тргнаа бистите од центарот и никогаш не дозволија да бидат вратени. Значи, за бранителите тоа не доаѓа во предвид, бидејќи од нив се откажува државата. И се доека државата не биде заинтересирана, тоа така ќе биде. Почит на загинатите бранители беше оддадена и во касарната Народен херој Кузман Јосифовски Питу во Тетово, со положување цвеќе на тамошното спомен обележје. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски го пушти во употреба реконструираното полициско оделение во Ростуше. Објектот е целосно енергетски ефикасен, а за обновата биле потрошени околу 5 милиони денари. Полициското одделение во Ростуше е едно од 56 во земјава кое изминатиот период беше реконструирано со проект на Министерството за внатрешни работи. Министерот Оливер Спасовски официјално го промовираше објектот, за кој нагласи дека е целосно енергетски ефикасен. Ова е дел од заложбите на Министерството, на раководството на Министерството за создавање на што е можно подобри услови за работа на полициските службеници, подобри услови на граѓаните за да може да ги остваруваат своите права во Министерство за внатрешни работи, а на тој начин и поголема мотивација и подигањето на нивото на безбедноста на граѓаните.
При промовирањето на одделението Спасовски имаше работна средба со раководството на оваа полициска организациона единица и со градоначалникот на општина Маврово Ростуше Медат Куртовски. Разговаравме на работниот состанок во однос на работењето на полициското одделение, на потребите на општината и на граѓаните, и може да се констатира дека е подрачје кое што е исклучително мирно, без изразени некакви посебности во делот на криминалитетот. 2021 година споредбено со 2020 карактеризира намалување на криминалитетот и нарушувањето на јавниот ред и мир. Тоа покажува дека на стратешко ниво добро се поставени работите во делот на функционирањето и на Министерството и на ова полициско одделение. Во реконструкција на објектот во Ростуше биле вложени околу 5 милиони денари од буџетот на МВР. Како што беше речено на настанот, ова е прв пат да се вршат зафати за реновирање на зградата после 60 години. 92 санкции за брзо возење на подрачјето на СВР Тетово. Вчера во периодот од 14 до 20 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е засилена акцијска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возило со поголема брзина од пропишаната, при што санкционирани се 92 возачи, од кои 63 на територија на Тетово, а 29 на Гостивар. 77 возачи возеле со брзина од над 50 км на час над пропишаната, а 16 за дури над 70 км на час над дозволената брзина. Засилените сообраќајни контроли продолжуваат и во наредните денови. Од полицијата апелираат до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, за да се зголеми безбедноста во сообраќајот и заедно да се придонесе за посигурни патишта. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова саботно издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд.